Каде и да се шетав, дали сам, дали со мои другари или со било кој, секогаш имаше мини депонии, така што јас фално не сакам више да живеам меѓу мини депонии поради тоа што градот ќе ни стане една голема депонија. Јас сакав само да искочам и да кажам на луѓето да прекинат да фрлаат ѓубре, поради тоа што сите перуваат прсти према институциите, меѓутоа на крајот на денот луѓето го фрлаат ѓубрето. Првиот ден имав околу 300, поради тоа што само блиски пријатели ме следеа, отидов да соберам 30 кеси, ја ги собрав тие 30 кеси. Навистина го правиш тоа? Да. 10 следбеници? Да. Многу луѓе ми се приклучија. На почетокот првите неколку видеа ми се приклучуваа само блиски другари, поради тоа што беше многу топло, а ѓубрето на многу топло испушта токсини, не беше фер се јас да правам јавни повеци и јавни совети за да чистиме ѓубре. Една од поблиските, да речам, иницијативи што сме ги направиле беше со Лазаров, каде што го чистевме целиот кеј, он почињаше од Ново Лисиче, ја од Влае. Решив да искочам во општински или населби, да кажам. Така што сега имам 7 недели, 7 акции. Сега да искочиме надвор, се наоѓаме претежно блиску до градскиот парк, како да идеме во градски парк сигурно ќе најдеме дали на ѓубре, дали на искршени канти, дали на било што. Ова мое лично искуство. Помладите мислам дека повеќе се грижат за средината него постарите. Иницијативата си стои, зборам ќе ги израмнам. И Добро. после тоа може да размислуваме што ќе правиме следно. За Поради тоа формирање што на здружение или нешто такво? па не верувам дека ќе биде нешто такво, меѓутоа ќе биде повторно општествено добро. Добре дојдовте во уште еден Сител подкаст со мене Мими. Во денешното издание ќе зборуваме со еден млад човек кој што со една многу едноставна, но моќна иницијатива успева да го привлече вниманието кај своите следбеници. Мој гостин е Филип Ѓоргиев, млад човек од Скопје, кој што има една интересна иницијатива на Инстаграм, на социјалните мрежи и се вика Кеса на 10. Добре дојде. Добро ве најдов, фала на поканата и фала на убавата најава. Мислам дека прв пат те гледаме во едно вакво издание, Да. во едно вакво гостување. Имаме малку повеќе време да зборуваме како дојде до идејата за една ваква иницијатива. Навистина интересно, сме виделе се и се што, но ова е реткост, може да се каже, барем кај нас. Најпрво го виде ова некаде, се инспирираше од нешто или? Па најпрво инспирација од све на крајот на денот ми доаѓа од градот, пошто градот ни е препон со мини депонии. Потоа на интернет све можеме да најдеме, така што најдов на неколку профили кои што го прават истото во други држави. И јас само направив некој друг концепт. Така да направив Кеса на 10, искочив, се снимав во една од тие мини депонии што ги спомнав, го објав видеото и само почнав да чистам. Како млад човек што живее во главниот град, секојдневно се соочуваш со тоа како ни изгледа околината, како се однесуваат луѓето, дали можеби тој револт од самото однесување на нас луѓето те натера еве да покренеш една ваква иницијатива, што беше клучното. И ме интересира зошто Кеса на 10. Клучното беше дефинитивно, повторно ќе ги спомнам тие мини депонии, ја каде и да се шетав, дали сам, дали со мои другари или со било кој, секогаш имаше мини депонии, така што јас буквално не сакам више да живеам меѓу мини депонии поради тоа што градот ќе ни стане една голема депонија. Јас сакав само да искочам и да кажам на луѓето да прекинат да фрлаат ѓубре, поради тоа што сите перуваат прсти према институциите, меѓутоа на крајот на денот луѓето го фрлаат ѓубрето. Јас сакав да кренам некоја свеска луѓето дека не треба ѓубрето да оди на земја, туку да го фрлаат барем во канта. Што значи Кеса на 10? Кеса на 10 така се вика? Кеса на 10 е за секој 10 следбеници собирам по една црна вреќа ѓубре, така да идејата ми дојде, не знам, седев дома и пробував прво со 5 следбеници, па со 10, па со 20 и меѓутоа 10 некако најдобро ми звучеше. Супер. Не ти е многу нова странава, од годинава, така? Да, од почеток на лето. Од почетокот на летото, всушност и буквално на се што се случуваше во самиот град, било причина повеќе за да те измотивира. Сега веќе имаш 38.000 следбеници. Па искрено нешто? не ја знам точната бројка, ама меѓу 30. Ајде, да провериме еве за точно да бидеме точни. Стварно не сум сигурен. Што значи тоа да видиме, бидејќи е Кеса на 10, 32.000 се, еве, ќе се исправам, 32,7. Тоа е навистина голема бројка за само неколку месеци, која што ја добиваш како број на следбеници, кој што
пратат се она што е твоја активност во однос на заштита на животната средина, пред се на собирање на отпадоците. Каде ја почна? Ја почнав на Сончев град во Сопиште. Тоа е една локација каде што многу често додека играв кошарка трчав. Меѓутоа се често одам да се издувам, што ви народски кажано, така да многу ѓубре имаше и многу млади луѓе како мене ги гледав како фрлаат ѓубре и им викав дека не треба да го фрлаат ѓубрето тука. И една вечер така пројдов, буквално се деси тоа што го кажав, фрлија ѓубре и ми текна дека утре дента можам да отидам да исчистам некоја кеса. Собрав некоја кеса, го снимав тоа овој пат и само го објавив на социјалните мрежи под кеса на 10. Да, и за брзо време стана вирално, се ширеше тоа видео. Да, првиот ден имав околу 300, поради тоа што само блиски пријатели ме следеа. Отидов да соберам 30 кеси, ја ги собрав тие 30 кеси. Вистина го правиш тоа? Да. Секој 10 следбеници? Да. Тоа нема ни да застане, дури не ги израмнам кесите. Собрав 30 кеси, нели се снимав јас, го пуштам интернетот и имаше околу 2500 фоловерс веќе, односно следбеници. Така да би рекол за некој 5-6 сата тоа све отиде вирално. Така, сега се собираат следбениците, како се организираш, бидејќи ако е една црна вреќа или на 10 следбеници, колку денови ти требаат во неделата, претпоставувам се занимаваш со нешто друго. Така, јас додека траеше денот подолго, додека имавме повеќе сончева светлина, јас после работа искачав и си собирав ѓубре. Инаку работам фризер, работам од 10 до 8, после 8 часот веќе немаме сонце, така да прекинав да го практикувам тоа и сега го правам само во недела. Понекогаш и во сабота, ама претежно во недела. Така да акциите ми се претежно во недела и тоа е тоа. Дали некој ти се приклучи? Да, имам. Формираше ли тим? Многу луѓе ми се приклучија. На почетокот првите неколку видеа ми се приклучуваа само блиски другари, поради тоа што беше многу топло, а ѓубрето на многу топло испушта токсини, не беше фер се јас да правам јавни повици и јавни совети за да чистиме ѓубре. Една од поблиските, да речам, иницијативи што сме ги направиле беше со Лазаров, каде што го чистевме целиот кеј, он почињаше од Ново Лисиче, ја од Влае. Па се собравме многу, околу 100 луѓе сигурно по страна и завршивме од мојата страна, поточно завршивме околу 25 луѓе, значи од Влае сме биле 25 луѓе до центар што чистеле буквално ѓубренце по ѓубренце. И собравме многу, околу заедно двете страни собравме околу 1000 кеси, 1200 кеси. За колку часа? Тоа траеше 7,5 сата. Тоа е едно работно време. Да. На некој нормален човек или во држава едно работно време 8 часа од прилика, така? Да. Значи вие буквално една смена сте биле на кеот и сте собирале отпадоци. И каде завршува овој отпад на крај? Се организирате никаде го носите? Конкретно мојот отпад што си ги собирам кесите си ги фрлав во континери, поради тоа што немав превоз, возам мало пунто. А конкретно акцијата со Лазаров што ја правевме, имавме 2 камиона. Тоа се многу големи камиони што собираше многу ѓубре, кеси ѓубре. И ги однесовме во Дрисла. Меѓутоа Дрисла после неполни 2 недели почна да гори. Така да искрено јас баш чим се јавував и прашував каде да го носиме ѓубрето за да не гори тогаш, пошто нема поента. Те прашав каде, бидејќи еве сега се соочуваме со една таква слика овој период изминат од неколку месеци на преполни контейнери, буквално како жители во своите населби немаме каде да одлагаме отпад, бидејќи се е преплавено со ѓубре, со отпад. Затоа и те прашав каде завршува тој отпад, има ли место во контейнерите? Во последниве неколку акции, па сега у центар конкретно имаше место, ама некако не го гледам тоа како се собира секојдневно, поради тоа што ние претежно одиме недела са бајлечки, искрено тогаш окей има место, ама отпосле настанува проблемот во текот на денот или во текот на неделата, поради тоа што имав слики што става по 3-4 дена не беше чистен континер конкретен во аеродром. Така, и како ги избираш, ме интересира локациите, каде ќе чистиш, каде ќе собираш отпад?
На почетокот беше локацијски, каде што у глобала ми праќаа луѓе некои локации или јас сам ги знам пошто нели од Скопје сум и ги гледам. Ми праќаа луѓе каде да одам и да чистам, јас си прифаќав, одев, чистев, меѓутоа после одредено време, не после одредено време, после ден или два имаше повторно ѓубре на местото каде што чистевме. Така што решив да поради тоа што тие места не беа толку видливи, да речеме, од нормален човек, не праќаа доволно коли, не те гледаат луѓе, решив да искочам во општински или населби, да кажам. Така што сега имам 7 недели, 7 акции. Почнав Кисела Вода, бев во аеродроми во центар до сега, така што ќе пробам да опфатам колку што можам повеќе од Скопје за кога чистам да ме гледаат луѓе да ме прашуваат зашто го правам ова, што правам, пошто мислам дека и така може да се пренесе пораката на некој начин. Така, еве за почеток кога ти пријавуваа, тоа беа локации за рекреација, паркчиња, детски игралишта, какви места беа тоа? Секако, значи секакви локации. Буквално секакви локации имав. Тоа ми е првата порака кај што не знам што да вратам на некој. Имав една мајка ми пиша, лежиме со девојчето во државна, дали ќе може да дојдеме дали ќе може да дојдете да го изчистите дворот. Јас стварно не знам како може да не се држат такви околини чисти, поради тоа што на крајот на денот мајка ми пишува со дете што си лежи таму. Малце тажно на некој начин. Имав ти таква некоја акција? Немавме таква акција, поради тоа што конкретно тогаш не бе во Скопје, ама Значи, буквално не ја бираш по некој критериум и локацијата, туку насекаде си. И веќе си започнал населба по населба, она што ме интересира, и си млад човек кој што движи нели низ градов насекаде, претпоставувам, која според тебе е вака највалкана населба, општина, локација која што би ја издвоил како нешто со кое што си се соочил и буквално си се згрозил на некој начин од тоа како изгледа некоја локација? Има таква? сите локации, цело Скопје искрено, поради тоа што сега да искочиме надвор, се наоѓаме претежно блиску до градскиот парк, кога изидеме во градски парк сигурно ќе најдеме дали на ѓубре, дали на искршени канти, дали на било што, ќе дефинитивно ќе најдеме. До што мислиш, еве спомнуваш и искршени корпи за отпадоци, до што мислиш дека е генерално проблемот? Освен ова што гледаме дека од страна нели на надлежните не се собира редовно, не се собира доволно, причините се за тоа нели неколку повеќе, барем така велат. До што мислиш дека е генерално проблемот? Дефинитивно би кажал недоволно казни. Дефинитивно е недоволно казни. Мислиш дека треба да се заострат санкциите, казните према граѓаните? Дефинитивно. Према било кој, дури е многу добро да се практикува луѓето што се малолетни да не се казнуваат парично, туку да си работат за таа казна, односно да си изработат 10 сата општествено добра работа, дали ќе чисти, дали ќе помага. Имаше такво нешто порано, јас се сеќавам на тоа. Верувам дека имало, ама верувам дека како секој друг закон траел од 2 месеци, така да се надевам дека ќе се врати пак и ќе трае подолго. Не барам оправдување, но ме интересира имаме ли доволно корпи за отпадоци. Еве зборувам на локации како градскиот парк, како Кеот на Вардар, централното градско подрачје. Дали можеби тоа има изгор? Јас не велам дека тоа треба да биде изговор, но дали сметаш дека има доволно корпи за отпадоци? Пошто еве гледаме контейнерите се преполни, имаме ли доволно корпи за мали отпадочиња кои што ги носиме со себе, нешто ќе изедеме, ќе испиеме, треба да го фрлиме, имаме ли насекаде околу нас? Па дали имам искрено, не можам да приметам, поради тоа што јас ѓубрето го носам цело време со мене ако нема канта блиску до мене. Тоа не можам да приметам, ама мислам дека и тие што ги имаме не се користат доволно, баш ќе ги земам сега за пример пушачите, се надам дека некој нема да се навреди што го гледа овој подкаст. Пушачите не секој, ама кога одат дури фрлаат близина до канта, а имаат пепелјари врз кантите, они го фрлаат до канта од пушникот, така да на крајот на денот и тие што ги имаме на некој начин не се користат. Така. Ама дали имаме искрено секогаш можеме да имаме повеќе, зашто да не? На никој не му пречат тие.
Така е, се согласувам. Зборувавме, јас и ти велиш ова чувство за грижа на животната средина, на околината каде што живееш, на тоа да внимаваш каде ќе ги фрлаш отпадоците, ти е уште од најрана возраст, свесен си за тоа што може да предизвика. Велиш дека недостасува доволно свест генерално кај граѓаните. Имаме ли такво нешто, може ли да препознаеме кај младиот свет, дека знаат како треба да се грижат за животната средина? Па, од мое лично искуство, помладите мислам дека повеќе се грижат за средината него постарите. Тоа е од мое лично искуство и од тоа што сум гледал на улица, поради тоа што многу често ми се случува некој да фрли ѓубре и да му кажам дека ова ѓубре не треба да се фрли на земја, ова ѓубре е за во ѓубре, за во канта. И во глобала секогаш била, да речам, постара популација од сега постара, релативно постара од 40 години. Како реагираат кога ќе ги предупредиш така на улица? Некој бурно, некој љуто, а некој само се прифаќа и како да се подсрамнува, да речам, и си го зима ѓубрето и ми вика бедна. Тоа и ме интересираше, дали чувствуваш дека барем се срамат за она што го прават? Па ја мислам дека тоа кога го правам, се надевам дека никогаш повторно после тоа не фрла ѓубре, пошто им утекнува на мене. Може не на мене директно како Филип, туку и оној ми го врати ѓубрево, зашто пак може некој друг ќе го врати сега. Да. И Филип, вака кога ќе тргнеш да собираш отпадоци, ти се приклучуваат спонтано луѓе да ти помогнат. Да, сега Бидејќи се тоа сам го правиш, сам си обезбедуваш кеси за отпадоци, нели вреки. Кеси ми помагаат повеќе приватни фирми и сакам на секој да му искочам во сусрет. Во глобала чекам да ги потрошам прво сите, па се јавам на друга фирма, чекам да ги потрошам сите, па се јавам на друга фирма, поради тоа што сите сакале да ми помогнат и јас сакам на крајот на денот да испаднам фер. А луѓе се приклучуваат, посебно сега дека ги правам јавни акциите и имаме собирна локација во секоја од населбите, така да се приклучуваат луѓе. А и случајни минувачи сега во аеродром една жена баш, дечки што правите, ја си чистиме, кој сте вие, викам обични луѓе. Ајде ќе се симнам и јас, дали треба да земам нешто? Не симам, се симна и топ си пројде. Да, како добиваш поддршката од најблиските, од пријателите? Да. Дефинитивно. Они беа меѓу првите што искачаа со мене и чистеа по многу сати на почетокот. Така. И вака за да бидеме по разбирливи за сите што ќе не следат. Да речеме еве една населба како Ново Лисиче, колку часа ти е потребно за да ги соберете отпадоците, да речеме по парковите? Бидејќи за улиците веројатно требаат и метли, требаат и други средства, алатки и така. Да. Се ќе ви кажам, првата акција во кисела вода траеше околу 4,5 часа. Почнуваме секогаш од 10,5. Втората акција во аеродром траеше од 10,5 до 1,5. А третата акција во Капиштец бевме во центар и таму стварно до сега најчиста насела, најзелена населба што имам видено, дури се изненадив. Немавме нешто многу работа, ама повторно имаше ѓубре секако. Значи на почеток кажа сите да се валкани, сега значи од сите тие што се валкани, ова е некако од Па не, ептен ми е сега оваа, сега беше у неделата и скоро. Не дека е најчиста, меѓу повторно кога одиш ти на околу континерите има ѓубре не се собрани, ама ако можам да одберам од овие 3 до сега што ги имам чистено, би одбрал Капиштец дека е една од почистите, пошто аеродром и кисела вода искрено си имаше ѓубренца. Не идуваш вака на разбирање, на љубопитност од страна на надлежните да ти се обратат, да те прашат како дојде до сето ова, како можат и тие да се приклучат, или нема таква нешто? Имаше конкретно од еден човек само, што ми пише и ме праша како може да ми се приклучи, меѓутоа му кажав доколку он сака да дојде и секако да не бидеме тоа само за предизборна кампања, пошто сега во такво време сме. Слободно дека може да дојде и дека сите се прифатени да чистат со нас, зашто да не. Така да дојдоа, ни помогна и
не сликнаа, што е многу битно, не објавија, Да, што е многу фер. не сакаш да бидеш дел од таква некоја кампања без разлика за кој да е и политичка партија и се, сакаш ова да остане буквално твоја иницијатива, граѓанска иницијатива. Но имаш ли планови да прирасне во нешто поголемо? За сега и нели со следбеници на Инстаграм и така натаму во некое здружение, формално. Се уште немам планови искрено за тоа, меѓутоа најпрво сакам да си ги испочитувам моите следбеници што стиснале follow и да си ги израмнам кесите, кои што ми фалат уште некои 1000 кеси. Така? Ама мислам дека со завршување на сите населби ќе се заврши тоа. Ќе завршиш како иницијатива? Не како иницијатива, иницијативата си стои. Зборам ќе ги израмнам. И Добро. после тоа може да размислуваме што ќе правиме следно. За Поред тоа формирање на здружение или нешто такво? Па не верувам дека ќе биде нешто такво, меѓутоа ќе биде повторно општествено добро. Што ќе биде конкретно, ќе видиме. Имаш некои идеи да размислуваш освен отпадоци за нешто друго, можеби не знам, еве за садување на нови дрвца или Имам размислувано на стварно на многу работи, меѓутоа да ни откриеш дел барем тие со што може следно да те видиме. па не можам сега да откриам поради тоа што не знам ни временските услови какви ќе бидат, така да и мислам дека поинтересно би било да го видите директно на профилот. Така, Да. добро. Како ќе се одвива целата оваа акција во текот на еве ладниот период, студениот период кој што ни предстои? Ќе имате услови? Па јас се надевам дека до тогаш ќе ги израмнам, како што кажав повеќе пати кесите, и не мислам, туку сигурно ќе ги израмнам. Од кој ќе дојде ладното, ако има нови следбеници, јас дефинитивно ќе искачам и ќе си ги чистам кесите, колку и ладно да е. Баш другар ме прашуваше истото, баш му кажував, ми камења да паѓаат, ќе искачам поради тоа што сум кажал, не сум тој човек што би зафркнал или што би се откажал. Така да нека дојде ладното па ќе видиме. Се уште е добро. И ме интересира, има во нашата држава многу здруженија, многу невладини, многу иницијативи зелени кои што се занимаваат со животната средина и така натаму. Дали некој од тие можеби сакаше да се приклучи во целата оваа иницијатива? Не се сеќавам искрено. Или обратно, еве ти да се приклучиш на некој од нив? Не, до сега јас немам пишано да се приклучам на некој, освен на еден човек. Меѓутоа не се сеќавам. Знам дека седе во кафич, во кисела вода и дојде една жена ми кажа дека ќе ме исконтактираат од невладина организација. Меѓутоа не се сеќавам дека сум добил некоја таква порака. Мислам дека не. Како ти се допаѓа еве нивната работа генерално? Не мора нели за некој поединечно зборуваме, да не биде нели непристојно, не те ставам во некоја незгодна положба, но еве ти веруваш ли во нивните иницијативи, во нивните заложби? Како гледаш ти на тоа како млад човек, како човек кој што спроведува една ваква активност, една ваква иницијатива? Дали веруваш во она за кое што тие вела дека се залагаат за подобра животна средина? Па не знам, верување е релативна работа, баш поради тоа што сега јас конкретно го правам ова и дури ни на мене не ми веруваат луѓе дека го правам ова, се чудат зашто го правам. Така да дали конкретно верувам на одредени работи, све што е добро сакам да верувам и верувам све додека не искочи дека не е така. Така да буквално во све што е добро, баш поради тоа што мислам дека сум препозитивен човек и сакам да верувам во позитивни работи, пробувам да верувам. Меѓутоа кога ќе се случи обратното, се помалце надеж ми дава во другите што истото се залагаат за такви работи како што спомнавте, добри. Што еве како млад човек најмногу ти пречи во твојот град, во твојата населба, во твојата општина од аспект на животна средина? Ѓубрето. Освен тоа, биејќи со тоа се занимаваш, за тоа ја направи оваа иницијатива, освен тоа? Ми фали тоа што во многу паркчиња се нефункционални лулашките. Ми фали тоа што во многу паркови имаме поголем дел од кал и прашина
него трева или зелена површина. Ми фали тоа што фалат во секој дрворед, значи буквално во секој дрворед во Скопје каде што ќе пројдеме на Партизанска да искочиме, во дрворедот у средина сигурно може да се стават уште дрва. Ми фали тоа, уште дрва да има. Ми фали углобалат, ми фалат многу зелени површини, многу дрва и немање на ѓубре. И исто ме интересира, бидејќи си видел вака некоја слична иницијатива која што те инспирирала, осем сето она што си го гледал околу тебе, од други европски земји, така барем мислам дека кажа, како тие завршувале на крајот? Искрено немам видено ни една. Од кога го почнав профилот, немам отворено на ни еден профил, немам ништо пречепкано со странските, туку само ми искочило како идеја некоја дека некој собира ѓубре. Јас си го направив сам концептот и само си почнав да си го правам тоа и буквално ги занемарив, да речам, поради тоа што проблемот кај нас е наш проблем, проблемот кај нив си е нивни проблем и јас сакам нашиот проблем да си го решиме. За надворешните искрено не дека не ми менја толку, ама сакам на крајот на денот кога искочам на улица кај нас да нема ѓубре повеќе. Да, супер. И за крај би сакала да те прашам, Филип, која е пораката која што сакаш да им испратиш на сите кои што ќе следат овој подкаст, но и генерално на сите граѓани, не само во главниот град, широм нашата земја? Пораката што сакам да испратам ќе биде малку сурова, поради тоа што секдека ја испраќам оваа порака. Сакам, оваа ќе биде наменета за луѓето што фрлаат повеќе. Добро. Дека луѓето што фрлаат ѓубре, кога фрлаат ѓубре, верувам дека има што ќе гледаат, кога го фрлаат ѓубрето да им текне дека некој Филип некогаш кажал дека они се поголемо ѓубре од ѓубрето што го фрлиле. Така да само тоа буквално секаде го кажувам. Немам ништо друго да додам. Интересно звучи, мислам дека и тоа ќе вака ќе ги потегне да размислуваат малку повеќе кој ќе биде нивниот следен чекор и дали некогаш повторно ќе се осудат, нели, да го остават отпадокот на улица. Филип, ти благодарам за овој разговор. Ти посакувам успешни акции со многу повеќе граѓани кои што ќе ти се приклучат на целата оваа иницијатива, па верувам дека и со твојата иницијатива ќе ги разбудиме малку повеќе надлежните кои што треба, која што е нивна надлежност и должност да се грижат за чиста, здрава животна среда. Ти благодарам за ова гостување. Фала на вас. Ви благодарам и вам што ме следевте.